Почитувани гледачи, еве неповторно назад во студиото на К3 телевизија, а вие ја следите утринската емисија Нов ден, поточно вториот дел. Овој дел, како и секогаш што знаете, е резервиран за нашите соговорници. Пред да го најавам мојот денешен гостин, предлагам да погледнеме една музичка номера. Очите твои болека губац, јај се крши срце, но болката нема крај. Немам сили да издржам повеќе, знај. На сликата гледам луѓе насмејани, пред мене гледам очи расплакани. Што е тоа што нас не раздели? Јас знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди. Ја знам, срцево мое што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, сега знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче и боли. Сликата гледам, луѓе насмејани, пред мене гледам очи расплакани. Што е тоа што нас не раздели? Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди. Ја знам, срцево мое што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, сега знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче и боли. Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди. Ја знам, срцево мое што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, сега знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче и боли. Еве сме повторно назад во студиото, а изборот на претходната музичка номера која што имавте можност да ја проследите беше токму најавата за мојот денешен гостин. Мојот денешен гостин е личност која што е моментално еден од најуспешните кумановци за оваа година. Чест и задоволство ми е да ви го представам Мартинијан Кириловски. Мартинијан, добре не дојде. Ти благодарам многу за поканата, многу ми е чест што од време на време кога ќе имам некои мои нови успеси во кариерата, јас доаѓам кај вас во К3, односно во
паново за да ги изјасниме и да ги знаат и останатите гледачи. Ви благодарам, Мартинијан, сепак честа и задоволството е наше. Денешната тема на која што ќе зборуваме и твојот најнов успех е учеството на Макфест 2016. Мартинијан, вие освоивте 4-то место на тој натпревар, па може ли да ни кажете како поминаа подготовките за настапот? Па искрено да ви кажам, малку беше заморно. Така. Секој втор ден треба одење во студио во македонската радио телевизија, во студио да ја снимаме, па музиката, па ова, па она, па проба со македонскиот оркестар од филхармонија. Тоа некако малку е заморно, но сепак нели за да звучи како што треба на една таква прекрасна сцена, мислам дека треба да си повеќе ангажирани, едноставно да уживаш во песната и заедно со тој бенд да донесе нас. Да, она како што се замислиле. Секако рангирањето на натпреварот се вршеше по начинот на бодирање. Да, на бодирање, значи гласаше и жири во кој беше составено од, мислам дека од 20 или 3 странци и еден македонец. Така. Потоа имаше од телеводинг и ние изведувачите гласавме меѓу себно. Мислам дека тоа сега е највпечатливо гласањето и мислам дека е најокей, најфер. Сега секако. Не ти фалеа неколку бодови за да за да го освоиш третото место? Тоа се отприлike околу 30-40 гласа, бидејќи нели ова се бодови, јас имав 17. Така. Да, третото место имаше 19. Тоа се претвара тие гласови по евровизиски концепт во бодови и моите излегува дека се 17 за 2 бода. Цењето, но сепак да сме живи и здрави, тоа е тоа. Сепак мораме да нагласиме и да се заблагодариме вака јавно на твоите обожаватели. Тоа е еден голем успех и се гледа дека луѓето многу ве поддржуваат. Тоа ми е многу мило, значи пред се од 30 композиции да се најдам на 4-тото место, мислам дека тоа е успех. Така. Успех мене ми е битно нели песната да остане, па да се слуша. Сега ако дојде некоја награда за секако, зашто да не, да, нормално. Така. Впечатоците и импресиите од вашиот настап на Макфест? Па јас едноставно да ви кажам се опуштив на сцената во мој стил, значи искрено излегов со љубов, со желба да испеам на најдобар начин и тоа се оствари. Така. Јас од мојот настап сум апсолутно задоволен. Да, исто така и мојата кореографија беше одлична. Еден голем поздрав до Владко и Елена кои се погрижија нели кореографијата. За тие составни елементи на сцената. Составни елементи на сцената за да се изгледа во свој елементи да биде убаво и за гледање и за слушање. Песната со која вие настапувавте се вика Смрзната во преградка или позната и како далечна? Да, тоа некои недоразбирања се случија. Прво требаше Смрзната во преградка, па се измени во далечна, за да на крај се направи Смрзната во преградка. Може би сепак тоа беше и некој знак дека песната ќе биде многу успешна. Па и јас искрено се надевам. Имаше неколку реакции, викам
ова е окей. Така. Чим има Реакции, акција, окей, да. Така, секако што Апсолутно. има било позитивно или негативни, реакциите се знак дека тоа Нормално, нешто да. се слуша Да, и да, дека да. луѓето слушнале за тоа. Нормално. А тоа е многу важно. За Мартини Јанвака, зошто песната Смрсната во преградка? Од каде таа песна? Која напиша? Мислам, освен за текстот, аранжманот и музиката, што почувствувавте кога ја прочитавте таа песна? Па, музиката е на најпознатиот музички композитор Каригор Копров. Така. Текстот на Огнен Неделковски, аранжман во Владимир Тојчиновски. Еден голем поздрав и до нив. Се слушнавме со Копров, значи тие пред тоа се беа познале со мојот татко Така. и тој кажал дека направил песна за мене во мој стил која ќе ми лежи многу и се слушнавме, тоа беше пред, не знам, февруари, март. Отидов кај него во студио, ја извади гитарата и вика сега слушај. И кога ја сасвири, мене ми бидна симпатична од прво слушање. Веќе потоа кога и се снима, кога се направи аранжманот, се, значи студиската верзија е феноменална, значи Така. уште ја нема на YouTube, бидејќи во заработка сум на спот. Така. До моето излегување на спотот ќе имаш шанса да ја слушаат верзијата што е во живот. Макфеста тоа ќе биде некаде за отприлика 2 недели, Добро. кога ќе излезе мојот спот за студиската верзија, меѓутоа има можност и пред да ја објавам без спот, но сепак останува тоа Така. одлука на самиот мене и на мојот тим што стои Позади вас. да, позади мене и се надам дека ќе биде екстра, ќе биде. Така. Одлично. Фала. Ајде сега за нашите верни гледачи кај малите екрани, предлагам да ја проследиме и ние. Знам од љубов сме уморни. Цит меѓу нас отишини. Крил е зборот и јас и ти. Да каже ти простив. Смрзната во преградка, зар можеш да си ти? Зар пекот во нас ќе донесе мир? Далечна компанина, под прсти нема траг, заробена одел, ме оставаш Знам за свеќа е предоцна. Бол во галоп по душата. Крил е со мnou и јас и ти. Срце боли од
Благодарам Штип, благодарам Македонија. Смрзната во преградка внесе позитивна енергија во нашето студио, а се надевам и во вашите домови. Мартинијан песнава има и српска верзија. Да, која се вика Еден из Сагрле. Така. Таа е исто комплет е снимана и јас ја имам кај мене, само го чекам нешто напоменав снимањето на спот кој ќе има и македонска и српска верзија. Така. И која се надевам ќе успее да ќе биде промовирана на ни останати телевизии, ни Србија, Бугарија, Црна Гора, кои се надевам дека ќе успее да го пари и влече вниманието. И сега, редовно објавуваш на друштвената мрежа Facebook, имав можност да пропратам, значи, сите твои новости во твојата кариера. Сега за нашите гледачи пред малите екрани кои што немаат можност да следат преку компјутер, да ни кажеш колку песни вкупно досега имате издадено? Па и јас искрено имам 7. Значи, Така. тоа е кома 80% албум комплет, дали još 2-3 песни фалат, но некои од нив немаат квалитетен, тоест мислам дека 2 песни, една или 2 немаат обар снимак. Снимка, да. Аудио, значи не се убаво снимени. Кога би снимал албум, би ги снимал први да звучат окей, значи да биде тоа она што го ти сакаш. Да, тоа што сакам да го почувствувам. Бидејќи јас препознавам, не знам по други, али по мене кога е квалитетна песнува, јас се најжам цел. Така да едноставно тоа ми е во крв. Така, предизвикува импресии и значи дека така. Не можам да одолеам, да не те прашам за ова. Сме имале можност да читаме, да слушнеме, вела дека си наследник на еден српски пејач кој што е многу успешен во својата професија. Станува збор за Желјко Јоксимовиќ. Дали тоа ти импонува во некоја смисла на зборот? Дали те радува кога ќе направат таква споредба? Искрено да ви кажам, да. Значи тоа е еден прекрасен музичар, значи моментално е еден од најуспешни музичари и најквалитетни музичари на Балканот, па и пошироко. Јас имав во една прилика можност кога бев на X Factor контакт очи во очи, еден краток муабет од 20 на секунди и тоа тоа е една голема љубов на мојата мајка, тој многу таа многу го сака неговите песни и мајка ми го вели исто, тоа вика многу личиш на него. Но сепак јас нели ние што успеваме сега се искачуваме во своите кариери, треба нели да учиме од најдобрите, да имаме некои навики, некои техники за пеење, за свирење. Дали има некој што е вашиот музички идол од странската сцена? Да, тоа се John Legend, апсолутно најомилен мој странски певач кој има перфектен вокал, перфектен глас и неговите песни ги едноставно обожавам. Потоа тука се Роби Вилијамс и би го ставил Том Джонс, кој е исто така сега малку стар, али извонреден пејач.
Како оди со свирките? Дали има работа, дали имате настап? Да. Сега имам закажани наредни настапи. Така. Нареден настап ми е сега во сабота за 2 дена во Кочани, па потоа сум во Крушево, па потоа во Прилеп. Одлично. Значи Дали имам закажани наредни 3, потоа во тек на наредна недела ќе закажам уште 3 и така. Сега имаат покрај маторите и така. приватни забави. Дали планирате настапи надвор од Македонија? Па да. И имам испланирано, веќе ми е договорено во февруари во Швајцарија ќе пеам на еден роден ден. Се надевам дека ќе биде во најдобар ред. Се надевам на после таа свирка на уште поголеми настапи надвор од Македонија, во Србија, во Хрватска и тоа е тоа. Сега вака, вие имате свој бенд. Да. Колку члена бележи вашиот бенд? Мојот бенд бележи 3 члена, се извинувам, а кога ќе треба за некои поголеми настани, јас викам и уште еден член. Тоа има бубњеви, значи клавиатура и гитара. Тоа се перфектни момци. Нивниот бенд се вика High Quality Band, сакам да ги поздравам многу. Се надевам дека ќе продолжам да соработувам со нив. Се ги прифатив како мои другари, мои пријатели, бидејќи се прекрасни луѓе и се надевам дека во иднина ќе останат мој бенд кој ќе ме придружува на свирките, а се надевам и на некој концерт. Така. Би можеле да слушнеме уште една твоја музичка номера? Често немам никој, проаѓам ликот твој пред мене често го наоѓам, во срцево ми стои трага ранлива, во душава што гори и пак за тебе моли, усни како жар, за мене ти си дар, од усни порака, за тебе најмила. Среќен сум и знам, на ведер треперам, мирисот твој, ко вино опива. Ноќта повторно се будам, сонувам ко ангели без крилја седам, тагувам во срцево ми стои трага ранлива, во душава што гори и пак за тебе моли, усни како жар, за мене ти си дар, од усни порака, за тебе најмила. Среќен сум и знам, на ведер треперам, мирисот твој, ко вино опива.
уживавме и во оваа музичка номера, продолжуваме со нашиот разговор. Мартинијан, дали јавноста може да го очекува вашиот прв студиски албум? Па јас го планирав за до крај на 2016, но според некои оправдани причини тоа ќе се малку ќе потрае. Мислам дека за определike година и пол се надевам дека ќе излезе мојот прв албум, кој мислам дека ќе се најава околу 10-11 песни. Одлично, еве ние пред време ти посакуваме среќа. И благодарам многу, бидејќи стварно ќе ми биде потребна среќа, желба, мотивација, енергија пред се за да успеам во тоа. Уште на самиот почеток спомнавме меѓу останатото и за обожавателите. Дали застанувате низ улиците, да се сликате со нив, да поразговарате? Какви се реакции на луѓето кога ќе ве видат? Апсолутно, кога ќе тоа се претежно течење од 10 до 15 години, па и помали од 10, да, и не велам дека нема и над 18, има и над 18, но има и постари, над 45, над 50, кои ме состануваат на сред улица, исто така и по другите градови, значи кога ќе проедам Енего Мартинен и ме застануваат кога да се ликаме. Имаше една интересна случка кога бев на одмор во градчето Калитеја. Добро. Се сјатавме и кога и едни срби беа има ќеланци. Вика ме сопра, вика те гледаме веќе 20 минути као и оди ме под тебе, вика те молам па да се сликаме и се слика со мене и се изненади баш во Калитеја. Тоа беше едно прекрасно чувство и нешто што секој уметник сака да го доживее. Да. Апсолутно. Така, на самиот почеток имено и кажавме дека многу пати досега сте биле гост во нашето студио. Но никогаш не сме разговарале за таа тема за вашите почетоци во музичките води. Како, од каде љубовта кон музиката? Од која возраст? Па тоа е од мојата 4-та година, кога сум пеел, значи сум си пеел кога сум станувал и кога сум бил мал сум станувал околу 6 и сум ги испратил комшиите со песна. Многу сум ја пеел на Пилке Тушо, како мал. И од мојата фамилија имам тројца музичари, од коите моите војковци. Исто така мојата баба кога била мала кога била млада, таа исто така пеела и имала многу убав глас и мислам дека тоа... Значи дека и гените се да, мислам дека се споиле некои чички и се случило јас. И се создал Мартинијан Кириловски. Се случила и јас. И како мала, уште од мал, мојата баба ме гледала и велела на моите, вика, запишите го во музичка, вика, од ова дете, вика, ќе биде 100%. Добар пејач. Пејач, да, и еве... Прогнозата на бабата изгледа дека била точна. Да, јас пробав во тежо музичко, но не се запишав. Потоа пев на некои приватни часови за земање воздухот диафрагма и тоа ми апсолутно ми многу помогна сега. Помогна во пеењето, бидејќи на некој начин го олеснува
Ето, сите мислат дека тоа е лесно, но сепак не. Тоа троши многу енергија и црпува, но сепак кога го сакаш тоа, кога работиш со љубов, не е ништо. Ништо не е тешко. Да, Еден голем печат во вашата кариера, можам слободно така да се изразам и да кажам, беше и учеството на Звездите на Грант. Дали имавте трема пред настапите? Да, ми се тресе левата нога и левата рака, а десната страна не. Так. Појма немам, искрено да ви кажам, зашто. Нели можевте никако со текот на времето да ја совладувате таа трема? Па да, и ја овладав за разлика од првиот пат кога се појави на Так. телевизија, но тоа со текот на време исчезна. Но секогаш кај изведувачите мора да постои. Ако не постои, тогаш не е во ред. Кај мене секогаш, значи пред некој сам во некој клуб, во некој кафеќ кога настапувам, јас имам трема. Ето тоа кога ќе почне првите 15-20 секунди, тоа Велат дека доколку имате трема, значи дека ви значи она што го правите. Да, ви значи, тоа е ваша одговорност која треба нели да ја исполните. Луѓето чекаат на вас обично. И кој член од тамошното жири конкретно за Звездите на Грант остави најголем впечаток на вас? Па на мене Зорица Брунтлик и Ацел Лукас, значи дефинитивно луѓе кои се мислам дека најреални. Апсолутно, вашите настапи ќе бидат и запомнети по нивните коментари. Да, се надевам сега за сега се супер, остануваат се уште гледани на YouTube и се надам дека ќе продолжат да се гледат. Така. Колку обожаватели, колку фанови имате на Facebook? Па на Facebook мојата официјална страна што имам 14.000 лајкови, тоа се ствари 14.000 личности што тоа ја лајкнале мојата страна. И тоа мислам дека е добар знак, се надам дека во идената бројка ќе расте и дека ќе го постигне она ниво 100.000 кој многу сакам тоа да се случи. А може би за 5 години ниво на некој од твоите музички идоли. Да се надеваме. Најубав момент во вашата кариера до сега? Најубав момент. Некој настап, нешто што се случило, нешто што ве покренало да се трудите уште повеќе? Мојот најубав момент е на Пастрамалијадата во Штип, сега за сега. Значи, кога пеев ми едната година пред Цјаца, тогаш имаше, значи, се ширеше гласина дека има над 60.000. Значи, немаше крај. И ја кога излегов, едноставно се опуштив и кога слушнав дека ја пеат мојата песна, искрено се нажив, тоа ми даде мотивација, морал да продолжам да работам. Тоа ми е сега за сега убав момент во мојата историја на мојата кариера. Да, можеме така да кажеме, реков ви претходно. Дали ви беше потребно да промените некои навики за да ги осладите обврските и секојдневието? Па да, сега станувам околу 7-8, не станувам во 12. Како порано? Да, како порано, тоа ми стана во навика и покрај факултетот и покрај обврските со емисии, интервјуа. Што студирате? Бизнес логистика на УГД, Универзитетот Гоце Делчев. Сега за сега ми олади Скопер, тоа ми е алтернативно, нели бидејќи на прво место ми е музиката. На прво место музиката, но зашто да не
страна, нели, имаме некој друг бизнес. Така, ако можеме така да наречеме бизнес. Да, не викам, дали? музиката не викам дека е бизнес, да, Така. тоа е бизнес на некој Секако. начин, но зборувам за овие што се од друга страна, например. Музиката Да. би можеле да кажеме дека и е вашата професија. Да. А дали имате хоби? Апсолутно. Па моето хоби е да играм фудбал. Изминативе 2 дена, значи, интензивно со другарите и тоа и јас им велам на моите дома кога не би бил пејач, би бил фудбалер. Значи, едноставно тој спорт ме исполнува. Уживам да го гледам и мојот омилен клуб, нели, Манчестер Юнайтед, и него обожавам да го гледам и сега, нели, сега почнува европското првенство во фудбал, во кој се надевам ќе биде многу интересно. Секако ова е микс од неколку многу добри професии. Да. Бизнес, пејач, фудбалер. Супер, ќе видиме на што ќе останеме до крајот. Се надевам дека на музиката дека тоа ми е Тоа е прв план. Да, апсолутно. Каде се гледате за 5 години? За 5 години се гледам истакнат на балканската и европска музичка сцена со мои концерти, мои настапи во кои огромна желба ми е да наполнам некоја сала, некој стадион. Така. И сега е тоа. Една скромна желба. Па не барате многу. Во која се надевам дека ќе успеам. Јас чекорам кон тој пат, полека, но сигурно. И тоа е тоа. Доколку ви се јави некој композитор и ви каже дека има една песна за вас, Добро. вие ја слушате, ја читате песната, но не се пронаоѓате во неја. Дали би прифатиле да ја снимите? Не. Искрено, ако не почувствувам нешто во таа песна, јас не ја прифатам. Значи, така беше случајот со мојата прва песна, што се вторијато место на Макфест, како да те украдам. Тоа, кога ја чув прва, таа толку ми се тоа паѓаше таа песна. И викам, ќе ја пеам ова, викам, па што сака нека биде. И освоив царијато место и исто беше случајот и со мрзната во преградка и случајно сега за малку треќу. Се ме зафркаваат моите пријатели, ама на шала, она, знаете, дека секогаш освојувам место на Макфест, на Охридски фестивал, сега еве пак на Макфест за малку. И тоа е тоа. Пред ајде следното да се Да. надеваме дека ќе Да. биде прво, значи Живи здрави. првенствено ја сакате музиката поради себе, но можеме да кажеме потоа поради обожавателите и луѓето кои што уживаат во вашите песни. Дали кого би ставиле после обожавателите? Дали има некоја личност на која што ги посветувате песните? Па со оглед на тоа дека моите песни се имат некои љубовни, некои се така малку Некои повеќе? тажни, да. Некои се може би посветени, но тоа е тоа се си зависи кој луѓе се пронаоѓаат. Одјат во нив. Да, и така. Иначе мојата огромна подршка се моите дома, мојата девојка, моите другари. Ете ја инспирацијата. Инспирацијата е Јас слушам.
Сега вака, што би им порачале, тука некаде ќе биде и крајот на нашата денешна емисија, што би им порачале на нашите гледачи за крај? Па им би порачал да бидат своји, значи да не потпаѓаат под други влијанија, да слушаат тоа што сакаат да слушаат и пред се квалитетна музика. Така. И слушајте го нашиот Мартинијан Кириловски, Секако. бидејќи нашата поддршка му е потребна. Ви благодарам многу. Ви благодарам за учеството, Мартинијан, ми беше чест и задоволство. Се надевам дека повторно ќе се Исто и на работуваме. мене, да. И во блиска иднина, Така. и тоа со нови бројни успеси. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на утринската емисија Нов ден. Имајте убав ден и останете во добро расположение.